Почитувани поздрав од студиото на Гласот на Америка. Вие следите интервју со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Господин Андоновски, добро дојдовте во студиото на Гласот на Благодарам Америка. на поканата. Во Вашингтон присуствувате на глобален форум за сајбер експертиза за Западен Балкан, на кој рековте дека, цитирам, безбедноста во сајбер просторот не признава граници и бара заедничко делување. Зошто Западен Балкан е мета на сајбер напади? Во историјата Балканот генерално бил пресретница или мост помеѓу цивилизациите, вакуум простор на кој што се студирале големите сили. Во ерата на дигитализација повторно Балканот е средиште на ваквите збиднувања, затоа што се наоѓаме на една од линиите на пресретнување на истокот и западот, на борбата помеѓу она што се случува во Украина, помеѓу Соединените американски држави, НАТО, представниците и целата западна меѓународна заедница и Русија, и заради тоа Балканот со својот конгломерат на држави и на системи е очекувано под потенцијална можност за некаков сајбер напад, и затоа е многу важно да државите од Балканот соработуваат помеѓу себе во изградба на цврсти, квалитетни меѓусебно поврзани системи за да гарантираат заштита во интернет просторот. Што презема Северна Македонија за да спречи сајбер напади? За жал, како држава, веќе подолго време бевме мета на вакви напади, кои што граѓаните делумно ги почувствуваат. Тоа се овие закани за бомби кои што доаѓа на хибриден начин кон училиштата, средните училишта, основните училишта, па потоа се пренесува и на трговските центри на дел од големите згради, а истото тоа или сличен тип на напади се случува и на државни институции. За жал немаме прво политичка инфраструктура во смисла на институции, а второ и немаме начини и методологија на превенирање, контрола, информирање и борба против сајбер заканите. Затоа како влада со формирањето на Министерството за дигитална трансформација многу сериозно, многу посветено се фокусиравме на институционална изградба на структури кои што ќе превенираат, ќе информираат за потенцијални сајбер закани, а потоа и во случај на сајбер напад ќе можат и да реагираат. Како би требало да изгледа таа владина институција која би прогнозирала дали би имало сајбер напади и да превенира од институциите да бидат закана од сајбер напади? Овие се нарекуваат центри за одговор на сајбер инциденти, и ние сметаме, размислуваме дека треба да постојат два типа на вакви центри во државата кои што меѓусебно ќе бидат поврзани. Едниот би бил одговорен кон јавноста, кон невладиниот сектор, кон приватните институции, кон сите заинтересирани страни граѓаните, а вториот би бил владин центар за одговор при сајбер напади, кој што ќе ја мониторира целокупната мрежа владина внатре, значи на државните институции кон внатре, и ќе следи состојбата. Многу е значајно да овие центри, независно колку се, дали еден, дали се повеќе, постојано меѓусебно комуницираат, работат на иста платформа и постојано имаат размена на податоци, и на ова многу активно ќе работиме со донесувањето на стратегијата за сајбер безбедност на која што работиме во овој период. Очекувам дека кон крајот на есента таа ќе биде веќе донесена како национална стратегија на државно ниво и точно ќе ни каже со акционен план како треба да действуваме во заштита на нашата инфраструктура. До кога би очекувале вие лично како министер да се формираат овие институции кои би пренавирале? Нашата задача е по завршувањето на нацрт стратегијата, веднаш да започнеме со формирање на овие тела. Истовремено очекувам дека овие национални циртови ги нарекуваат центри за одговор на компјутерски инциденти ќе започнат да се формираат и нивна целосна функционалност очекувам во текот на 2025 година. Кога ќе има сајбер напад кон некоја институција, се покренува прашањето дали се безбедни личните податоци на граѓаните. За нас е многу важна заштитата на податоците на граѓаните, и се додека немаме вистинска заштита на опремата, на хардверот, но и на софтверот, не можеме да зборуваме за сајбер безбедност од највисок вид, и ова е обврска на секоја институција поединечно. Ние можеме како министерство да ги поставиме стандардите, можеме и да потенцираме, да превенираме, да алармираме кога сметаме дека определени стандарди не се исполнети, но задача на секоја институција која што работи со податоци на граѓаните ќе биде исти да тие да ги заштити. Знаете, има институции кои што одат во насока на тоа дека се ќе чуваме на хартија, па така ќе бидат безбедни граѓаните, но што се случува кога имаме пожари? Знаеме колку пати не се случи да изгорат институции во градот Скопје кои што чуваа податоци на граѓаните, поплави, несоодветно чување на архивскиот материјал. Не е решението во хартијата. Решението е во вистинска сајбер заштита на електронските системи кои што ги имаме и нивно поврзување со дополнителни така наречени второстепени или заштитни сервери кои што би служеле како еден вид ладна резерва за податоците на граѓаните, и секако сите овие мора да бидат многу цврсто заштитени. Во моментов ако некоја институција која содржи
и има сензитивни податоци за граѓани или други институции кои што се од витален карактер за државата или за националната безбедност. Доколку таа институција биде хакирана, подлежи на сајбер напад, дали тие податоци се безбедни? Јас би рекол дека има сериозен дел од институциите во Македонија кои што веќе преземаат се многу сериозни мерки за заштита на податоците на системите кои што ги имаат и сметам дека се во голема мера број од нив веќе на вистинскиот пат. Има институции кои што се уште се мачат со изградба на својата IT инфраструктура и таа да биде безбедна и заштитена. И во наредниот период ќе работиме особено со тие институции кои што се најсензитивни. Водите Министерство за дигитална трансформација, меѓутоа Министерството во овој период нема веб страница која е во изработка. Повеќе институции во државата беа подложни на сајбер напади. Дали интернет страницата која ја правите моментално за Министерството, но еве и за други институции, дали се залагат и тие институции, барем во разговори со вашите колеги министри, да бидат тие? Дали тие веб страници би биле безбедни од евентуални сајбер напади? Поставивте многу важно прашање, нешто со што се зафатив уште од првиот ден од мојот мандат. Во намера сме и ќе предложам информација во владата да изработиме заеднички веб страници на владините институции, што значи да бидат заштитени преку еден систем, да бидат позиционирани на едно место и на тој начин како разгрането дрво да можеме да ги заштитуваме сите владини веб страници. Во моментот секоја институција креира своја веб страница, така било до сега. Тие меѓусебно тешко се поврзуваат и заштитата оди многу тешко затоа што ако на една институција и заврши лиценцата или не може да продолжи таа лиценца, останува без заштита, а со самото тоа што таа веб страница е поврзана со некои други веб страници на владата, еден напад на една институција би значил напад на сите владени институции кои што меѓусебно се поврзани, затоа и работиме на... да ве прашам, доколку има еден систем на заштита, дали доколку тој систем биде нападнат, би биле нападнати сите министерства? Не, напротив, тој систем би значил дека тој ќе може полесно, поефикасно се брани, затоа што како систем на разгрането дрво, тој ќе може, независно од тоа кој од неговите краци е нападнат, заштитата е заедничка и во технички со објаснување на нашите експерти во Министерството, идејата е таква да како некој брод кој што може да се затвори една комора, ако таа комора биде нападната, таа секако се затвара и останатиот дел од бродот не го трпи тој напад, но тоа единствено може да се случува ако имаме еден центар на заштита на овие системи. Ако се вака разгранети како што е во моментот, секој за себе да гарантира заштита, тогаш имаме проблем. Знаете, имаше ситуации кога на веб страницата на владата се продава кинески обувки, имаше падови на страницата на владата, тоа сакаме да го превенираме во наредниот период и мислам дека со овој пристап ќе успееме. Најавивте нови 20 услуги на интернет сајтот за електронски услуги, паралелно и лична карта или возочка дозвола да се префрли на паметниот телефон. Кога граѓаните може да ги очекуваат овие услуги? Јас најавив во првите 100 дена 20 нови услуги за граѓаните. Сега можам да најавам дека во тие први 100 дена ќе имаме повеќе од 80 услуги за граѓаните и за компаниите, наместо 20. Успеавме да откочиме неколку проекти со Европската унија кои што беа блокирани и од нив ќе произлезат дел од услугите. Активно работиме и со Министерството за внатрешни работи и со Управата за јавни приходи и со останатите институции кои што се заинтересирани да го зголемиме бројот на услуги достапни на порталот и работиме на еден редизајн на порталот да тој биде полесен за навигирање и за добивање на потребните информации на услуги. Она што можам да го најаваме дека аплицираме на програма од Европската унија со која што мислам дека ќе успееме да донесеме мобилна апликација во Македонија за услуги и се надам дека тоа ќе можам да го најавам почетокот на 2025 година. Дали тој извод, например, од матична книга на родените би важил во друга институција која би се покажал од мобилен уред? Изводот од матична книга на родени ми е прв приоритет во мојот мандат. Дигитализација на добивањето на изводот и секако тој да биде не само достапен за другите институции, туку да можат и тие институции сами да го прибираат без да вие да морате да одите на лице место и да покажувате дека имате извод. Министер Андоновски, ви благодарам за разговор. Благодарам многу на прашањето. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за времето со кое наследевте.